И еве сме во новата епизода на подкастот на Кариера МК на каде одиме. Моето име е Марија и со задоволство денеска ќе имам можност да разговарам со директорката и собственичка на Семос Едукација, Валентина Тасева. Валентина, добре дојдовте во подкастот на Кариера МК. Добар ден, ви благодарам на поканата. Па еве за почеток би можеле да почнеме од тоа што ве мотивираше да се посветите на едукација и обуки и како изгледаше вашиот, но и кариерниот пат на Семос, ако може така да се каже, до тука. Па јас ќе кажам дека беше на некој начин сплет на околности мојот почеток во Семос, односно мојата кариерна патека започна со образование како дипломиран електроинженер, значи долги години наназад, скоро пред 3 децени, односно пред 28 години поточно. Работев во една компјутерска фирма, останав без работа, отидов на едно интервју во Семос, ми се јавија тогаш, ме прашаа дали сакаш да дојдеш, имаме место за го развиваме образовниот центар, дали би започнала. Реков да, зошто не? Значи имав бебе дома, бев така млад ентузијаст, инженер и никош ништо не ми беше тешко. Си кажав, немам 3 зборови во мојот речник, нема не, нема чекај и нема не можам. Започнав со оформување на програми едукативни, со пишување на прирачници. И зошто сето тоа? Затоа што беше многу инспиративно. Затоа што преку образованието можеме да ја смениме иднината, да обезбедиме подобра иднина на секој еден од нас, на секој поединец, на секој човек. Од тоа време имаше многу трансформација на предпријатијата, приватизација и сето тоа мене и лично ме засегаше. Значи, кога можеш некому да му помогнеш, да му дадеш подобра иднина. Преку индивидуалците компаниите растеа, преку компаниите растеше нашето општество. Значи, период на дигитална трансформација од пред 3 децени па до ден денеска. Се пронедов во ова што го правам, го сакам, мислам дека е благородна работа, мислам дека на вистина ги менуваме иднината и животот на многу луѓе и ете до ден денеска Семос истото го прави и верувам дека сосем успешно го прави. Апсолутно е така и вашиот богат кариерен пат сето тоа го покажува, значи вреди да се ризикува во животот. Па да, ама кога го работиш тоа што го сакаш, стварно е и задоволството големо, и успесите, годините минуваат, но останува сето тоа чувство и на среќа, и на исполнетост, и кариерно, и приватно, и како човек. Така. Валентина, компаниите генерално се жалат дека немаме доволно добар квалификуван кадар на пазарот. Какви профили може да понудите вие како приватен образовен центар во моментот? Тука имаме 2 одговори, еве така да кажам, значи кај компаниите од една страна и инвестираат, значи денес во Семос Едукација, односно во минатите години во просек помеѓу 350 и 400 компании годишно вложуваат во образование на своите кадри, на своите вработени. Дали е тоа доволно во однос на некаква бројка, слушам од околу 40.000 компании кои што активно работат во Македонија, веројатно не е доволно, че тоа е прилично мал процент. Но има низа други начини на кои што компаниите исто така ги едуцираат своите вработени. Сега, дали кадарот е доволно квалификуван, тоа е приказна која што никогаш не запира. Секој еден од нас, секој индивидуалец, секој вработен или иден вработен, младите генерации, во еден момент знаат нешто, меѓутоа тоа образование не запира се, како и се друго, мора да продолжиме да учиме и натаму. Значи, образованието е наша обврска како луѓе за цел живот. Кои се професиите денес како што се модерни? Па би рекла, еве ќе споменам неколку. Дата анализа е професија која што дојде за време на короната поинтензивно, меѓутоа не запре. Затоа што анализата на податоци е неопходна и во продажба, и во образование, и за правилно носење на одлуки, па дури и дома. Че ние мора да денеска живееме во свет на податоци, мора да ги анализираме. И заради тоа е професија која што е најбрзо растечка и која што е една од најпопуларните. Втората би ја споменала дигитален маркетинг. Светот е отворен. Сите живееме во паралелниот интернет свет, во паралелниот онлайн свет.
Таму нема граница, нема дали сме од Македонија, нема на кој јазик зборуваме. Значи можеме сите да работиме од тука било каде во светот. Дигиталниот маркетинг и за себе, но и за компаниите ни го отвара патот. Би го спомнала Excel како една од алатките која што беше сите овие 30 години многу популарна и натаму останува многу популарна. Значи Семос Едукација минатата година обучи преку 1000 луѓе во Excel. И за секој еден од нас е многу важна и за младите кои што доаѓаат на пазарот на трудот, меѓутоа и за сите ние кои што сме до ден денеска се уште во незаменлив програм би рекла Excel. Се согласувам со вас. Вештачката интелигенција доаѓа. Тоа е интересен концепт. Еве тука и уште многу други. Семос Едукација има околу 400 обуки за кои што од најмалите до највозрасните. Издвоив неколку, ама ќе ставам фокус и на вештините за вештачка интелигенција, кои што се повеќе стануваат бизнес трансформација и доаѓаат во годините кои што следуваат. Така, Валентина, дали приватната едукација го следи темпото на развој на работните места и како го правите тоа? Па ние некако мериме и низ годините се покажало дека сме некаде на средина. Значи, од една страна го следиме пазарот, од друга страна влијаеме на пазарот. Пред 2 дена започнавме со националната иницијатива за развој на AI вештини, односно вештини за вештачка интелигенција, односно се придруживме на глобалната иницијатива и ја ставивме Македонија на мапата на земји кои што имаат настани за вештачка интелигенција. И можеме да кажеме дека не денес секој од нас учи вештачка интелигенција, меѓутоа за очекување е дека таа ќе стане, еве ќе споделаме една бројка од Англија од минатата година, значи во првите 5 месеци во Англија беа обучени 17.000 луѓе. Во светот глобално беа обучени 200 милиони луѓе само за генеративна вештачка интелигенција. Значи тоа е оној најобичен промптинг или начин на поставување на прашање или комуникација со вештачката интелигенција за да таа навистина ни даде валиден одговор и навистина ни помогне. Колку е сето тоа расширено всушност? Кај нас се уште не, меѓутоа еве ќе споменам. После отварањето на националната иницијатива веќе имаме преку 300 пријави за обука за вештачка интелигенција. Или минатата година, и ова е само велам во 3 недели, минатата година обучивме околу 1000 луѓе за вештачка интелигенција, така да бројките доаѓаат, делот ја беа во земјава, делот ја беа во странство, меѓутоа овие 300 кои што сега ги споменувам беа се само македонски. И таа е присутна, нели, насекаде веќе околу нас, но кој е вашето мислење во однос на вештачката интелигенција? Како ли ќе се користи понатака? Кои се вашите гледишта? Ќе стане незаменлив дел од нашето живење кога почнуваме со интернет. Кажувавме се, нели, тоа се години наназад, децении наназад, кој се сеќава, кој не. Сега веќе не размислуваме дали користиме интернет, што е дел од нашето секојдневие. Кога дојде облак, нели, што е клауд? Да. Hotmail имаме сите, Google имаме сите, Yahoo имаме. Тоа ќе биде истото ќе се случи со вештачка интелигенција. Интересен податок што го слушав од една консултантска фирма во Холандија, сега неодамна, тие велат дека сите компании се во една од 4 фази. Првата фаза е во која што ниту компанијата, ниту вработените користат вештачка интелигенција и тоа е тоа. И тие компании веројатно ќе заостануваат, односно ќе бидат се помал број. Втората фаза е каде што вработените веќе имаат некој ChatGPT, значи некој муабет прават со вештачка интелигенција. Таа веќе им помага во пишување на текст, на пример, подготовка на вакво интервју, нели, како што го имаме денеска. Меѓутоа компанијата заостанува. Сега компанијата апсолутно не е заинтересирана да го воведе процесот. И тоа ќе мора да се смени, затоа што вработените полека ќе го придвижат процесот на внесување на вештачка интелигенција. Третата фаза се тие компании каде што и вработените компанијата има стратегија, и четвртата фаза е каде што и едните и другите, значи компанијата и вработените знаат што прават. Има стратегија, има безбедност, има етика во користењето на податоците, тие се заштитени, меѓутоа и стратегијата е развој на вештините на компаниите. Такви компании се помалку на број денес, меѓутоа нивниот број интензивно расте. А колку студенти, односно ученици имаат поминато од почетоците до сега, кога станува збор Семос како образовен систем и како една од првите оформени едукативни центри во државата?
А ние годинава ќе прославиме 30 роден ден, значи на 25 август. Честитки. Благодарам. За 30 години, според нашите податоци, немаме одел за дата анализа, интензивно мериме и броиме, околу 150.000 слушатели ни поминале низ образовниот систем, како што велите, нели, низ нашите обуки. Сега, дополнително на тоа, јас го немам точниот број, меѓутоа веќе почнувам да размислам како да почнам да го мерам. Многу од нив се сертифицирале со еден од светски признатите сертификати. Значи, тоа што треба да се има во предвид кога се учи нешто, нели, одиме во училиште, земаме диплома, земаме свидетелство на крај на образовниот процес, каков и да е. Постои еден цел глобален систем на светски признавани сертификати, кој што во Македонија постои сериозно, меѓутоа има простор за уште сериозен напредок, раст, и тој систем на сертификати го означува и, нели, навистина знаењето. Тие бројки ги немаме за бројот на сертифицирани. Си има случајно исто така во СЕМОС да луѓето буквално ја променат професијата, значи да ги посетуваат вашите курсеви, односно да се дел од вашиот образовен систем и комплетно да ја променат професијата. Кој совет би им го дале на таквите луѓе кои што сакаат да се одлучат на тој чекор? Секако, апсолутно, сите ние може да ни се случи во еден момент од нашиот живот да ја промениме професијата од било која околности, затоа што така сме одлучиле, затоа што така ни се случило. Тоа може да биде на помлади години, може да завршиме факултет па да работиме сосема нешто друго, или пак во подоцнежните, нели, периоди од животот кои ќе одлучиме едноставно дека сакаме да ја смениме професијата, нешто подруго, нешто интересно и така натаму. Би ги советувала најпрво да ги видат своите лични афинитети. Не сите сме ориентирани кон, например, кон програмирање. Меѓутоа може да сме ориентирани кон и да имаме природна склоност кон креативни индустрии. IT индустријата има различни области и секој може да се пронајде во една од нив. Софтвер тестер беше многу актуелна професија. Го спомнавме програмирањето, ја споменуваме вештачката интелигенција, дигитален маркетинг, веб дизајн, графички дизајн, HR. HR професиите денеска исклучително многу се темелат на IT вештини и на вештини на познавање на дигиталните вештини. Така да најпрво да се прашаме самите себе која е нашата желба, која е нашиот интерес, што би сакале ние да работиме, што не прави среќни, истовремено после тоа да видиме што е тоа што се бара на пазарот, каде има отворени позиции и на крај, нели, кој е најдобриот избор за учење. И еве, за крај, Валентина, можете ли да ни ги откриете вашите нови проекти кои што ги планирате во иднина како СЕМОС едукација? Па за нас најголем предизвик моментално, односно интерес е вештачката интелигенција. Ние ќе се движиме тука, при тоа, како што кажав, нели, го мериме пазарот и му влијаеме на пазарот. Со вештачката интелигенција верувам дека ќе влијаеме и би сакала нашата држава да оди напред, да се стави на мапата на глобално развиени, препознаени земји со спремен IT кадар, но мора да го следиме и пазарот, па ќе кажам дека ќе останеме фокусирани на сите програми на доедукација, значи на веќе вработените, затоа што, како што рековме, нели, на почетокот на ова интервју, процесот на образование не завршува, а уште повеќе процесот на IT образование, затоа што секој ден има нешто ново. И ќе останеме, нели, како што спомнавме веќе, и на процесот на преквалификација преку СЕМОС академиите. Би ги споменала младите, оние наши слушатели кои што се од во основно образование или пак во средните школи, затоа што дефинитивно ќе недостига дигитална писменост кај младите. Тие се чувствуваат digitally native, како и да го кажеме тоа, нели, како ќе биде македонскиот превод, значи се родени се со IT, да име тоа, да, сосема им е јасно обкружувањето, но недостига образованието. Да, ете, јас можам да кажам, имам мала киркичка и веќе знае
како да управува со технологијата, што изненадувачки, ето, новите генерации, како што спомнавме веќе, како да се родени со тоа. Да. Но, ето, како што спомнате и вие, понатака сепак не достига образование. За да можат да ги користат вештините на правилен начин, најефикасно, најефективно, најпродуктивно, најбрзо, да го заштитат времето, да го дадат најдобриот резултат и така. Валентина, нашиот подкаст се вика "На каде одиме", па еве кажете ни вие како сопственички директорка на Семос Едукација, на каде одиме, на каде се движиме и кога станува збор технологијата и образовните едукативни центри? Па јас ќе се осврнам еве на нашата земја, нашата преубава земја, и ќе кажам дека ние сме дел од регион, како Балкан, кој што е многу податен за IT технологија. Че ние сме сосема близу, во иста временска зона, например, со Европа. Одлично зборуваме англиски јазик, повеќето од нас, односно доволно флуентно зборуваме, еве така ќе кажам. Дури и младите генерации, некош англискиот им е многу поблизок, например, било кој друг нели јазик од обкружувањето. И сето тоа нас не прави регион кој што е привлечен за IT компаниите, за да се повеќе бараат луѓе кои што живеат и работат тука. Значи, нашите цени се сосема конкурентни, нашето знаење на високо ниво. И тоа е позитивната страна на приказната. Би рекла, простор за подобрување имаме, нема да се оцрнам, апсолутно нема да кажам дека сме ние на најнегативното ниво или на најдолното ниво, меѓутоа ќе кажам дека простор за подобрување имаме повторно кај компаниите, кои што би требало да вложат барем малку повеќе во доедукација, односно до квалификација на своите вработени и секако нели на нас како вработени останува просторот за учење, затоа што со користење на IT штедиме. Еве ќе го спомнам примерот на вештачката интелигенција. Има еден податок кој што вели 11 по 11. Значи со 11 минути дневно за 11 недели заштедуваме 11 сати. Значи, сериозна бројка на сати, сериозен процент на зголемување на продуктивност, ефикасност, ефективност и на нас како вработени, но и на нашите компании. И сето тоа е порака и до работодавачите и до вработените дека сепак треба малку повеќе да учиме. Ете, токму затоа и овој подкаст го направивме, за да може да доближиме и до нашите гледачи и конкретно за Семос Едукација, но и генерално за неформалното образование. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам.